колективната неизвестност, односно настаните од социјален и економски карактер кои кај граѓаните предизвикуваат загриженост, се одразува и кај младите, вели психологот Љујзи Муртезани. Тој објаснува дека во ваквите ситуации постојат две опции, односно рационално реагирање или деструктивен начин на реакција што подразбира различни зависности, меѓу кои зависност од игри на среќа. Муртезани вели дека децата треба да живеат во градска средина каде има повеќе објекти од културата и спортот, но реалноста е поинаква. Па често завршуваат во казина или облажувалници, па смислата на животот тогаш ќе ја гледаат низ призмата на среќата. Влијанието е на вистина негативно кај децата, нарочито кај младите кои веќе во адолесценција градаат своја личност. Тука е проблемот поради тоа што имаме две работи во кои што јас сакам да ги назначам. Првото е дека децата поради нивното неискуство, поради тоа што не се во состојба логични да размислуваат уште како што треба, а имаат инстинкт на откривање, се вика инстинкт на експлорација. Што е тоа? Што подразбира? Дај да го пробам тоа или така натака. Ете, ќе имаат можност, значи, во некој објект од игри на среќа, кладиолница или како да ги наречеме казино, еве тие може да бидат, јас го нарекувам тој процес да бидат хипнотизирани од игрите на среќа, да бидат под хипноза на игрите на среќа. Каде е тука проблемот? Проблемот е голем. Целата смисла на животот, кај оние кои се зависни од игрите на среќа, кај тие деца и младите, ќе се сведува на тоа полесен начин на разработка, полесен начин на наградување и се разбира спремноста за корупција во иднината. Тоа е најлошото што сите нас треба да не плаши, а целото се разбира и општество. Поред Муртезани, семејството се повеќе ја губи моќта за едукација на младите и децата. Потребни се кампањи со кои ќе се превенира зависноста од игри на среќа. Средствата за масовна информација, социјалните мрежи, TikTok и тие работи, друштвото, овие фактори веќе покомпетентни се од семејството во едукација на децата и младите. Значи, семејството е во незгодна ситуација. А што ние би требало да преземеме, кои мерки? Едукација да, кампањи да, меѓутоа директно општеството, државата, како примерот со ова помошта, финансиската помош за студентите, меѓутоа таа треба да биде поголема и се разбира ваквите действија од страна на институциите во смисла на подобрување на економската положба и на семејството, и на младите, и на децата, паралелно со едукативни кампањи. Можеби јас веројатно сметам дека тоа е единствен најбитен начин на соочување во смисла на превенција кон игрите на среќа. Измените на Законот за игри на среќа со кои меѓу другото се предвидува оддалечување на обложувалниците и казината најмалку 500 метри од образовни установи, предизвикаа низа реакции во јавноста. Активистите кои се против организирање вакви игри во градските средини го поддржуваат предлог законот, додека здруженијата кои се поврзани со овој економски сектор се против, затоа што, како што велат, 10.000 лица ќе останат без работа, но и државата ќе загуби буџетски приходи од околу 280 милиони евра годишно.